Очекувате поскапување и колкаво, што да очекуваат граѓаните? Кога би знаел колку ќе поскапи или колку треба да поскапи, можеби ќе бидам богат, ќе инвестирам некаде. Според реалните параметри сегашни. Ако се следат цените на берзите на Хупекс, последниве десетина години до 2021 година, цената е релативно стабилна. На годишно ниво околу 60 евра. 50 до 60. Од 2021 почнува да расте, молам? Рипна нагоре. Од јуни 2021 уште никој не знаеше за Украина, почна да оди. Има причини. Така. Меѓутоа сега да идеме конкретно. Што е сега Што е трендот? Трендот е и на нашата берза Мемо. Така. Се уште е млада, али Хупекс е веќе 20 и колку години, не, 5-16 години функционира. Трендот е дека берзанската цена на електрична енергија ќе расте, може би не толку многу, ако исклучите 2022 која беше вон сите норми, ќе расте. Од друга страна ќе паѓа цената на обновливите извори, од соларните централи. Треба да се очекува, пазарно ако се гледаат работите, цената да порасне. Ама дали ќе порасне, зависи сето тоа за граѓаните зборуваме. Како се вика, дали Елем на следниот тендер ќе понуди 60, 70 или 80 евра по мегават час. Ако Елем понуди 50 евра, цената ќе падне. А кои се очекувањата според вас, за колку би требало со реалниве сегашни движења на... Многу повеќе него сега, многу повеќе. Многу повеќе. Во проценти тоа колку би сега проценти, не знам. Значи, ако Елем ја продава сега за 60 евра, 63, 2, 3, не е битно колку, 60 на евра, таа без 80... Елем нема да преживее. Финансиски не може да преживее. Да. Колку според вас би требало да се покачат сметките за струја на граѓаните од јуни, доколку гледаме пазарно и реално на работите? Еве како што кажа колегата, ако е електричната енергија гледаме како економска категорија и соодветно производната цена на ЕСА на Елем, би требало едно 10-20% да ја порасне сигурно. Најмалку и тоа. Сега тука е прашањето колку е владата спремна државата да субвенционира делот. Значи владата што субвенционира? Она субвенционира оној дел што граѓаните не би го платиле, а би помогнале на овие енергетските компании. Значи, реалните проценти дека 10 до 20% би требало според сегашната состојба како се движат работите да изнесува повисоко новата субвенционирање цена. во сите сектори на државно ниво има и во сите држави. Значи земјоделството ако не е субвенционирано во Франција и Канада не би опстоило. Така да тоа е според вашите очекувања?